утро, ја следите утринската програма на Телма. Додека Германија во повеќе компании тестира 4-часовна работна седмица, Грција од 1 јули воведе 6-дневна работна недела. За новите предизвици со кои се соочува пазарот на труд, а тоа е главно недостигот на работна сила, ова утро да си кажеме со универзитетскиот професор Лазар Јовевски, експерт по трудово право. Професоре, добре дојдовте во Телма. Благодарам и добро ве најдов. Се чини дека либералната демократија и модерниот капитализам не можат да одговорат на предизвиците на новото време, односно некако теоријата, практично и вие и трудовото право и се она што се случува во позадина, тешко го следи темпото на реалниот сектор, на реалните случувања, па од она далечно 1886 чикашките работници кога се изборија за 8-часовна работна седмица е далечен сон, меѓутоа генерално во светот во поголемиот број земји функционира се уште таа 8-часовна работна седмица, 5 дена во неделата. Сега некои новини во Европа, нашиот јужен сосед кој по менталитет не е многу познат како трудолюбив народ, нели медитеранските народи важат за помалку трудолюбиви од оние другите, се случува нешто сосема спротивно. Грците воведуваат 6-часовна работна седмица, Германија тестира олабавување, намалување и голем број европски земји. Каква е вашата генерална оценка во врска со ова? Добро, тоа и не е по мене многу чудно заради процесите кои што се случуваат во светот на трудот. И тоа се процеси кои што се поврзани со оваа декада 2020-2030, малку ковидот на почетокот на декадата ги помести некои проекции, визии кои што ги има одредени политички елити кои што планираа во одредена смисла трансформација на светот на трудот, и тоа веќе гледаме дека сега забрзано се случува. Меѓутоа, знаете, таа 8-часовна работна недела што ја спомнавте на почетокот, таа сепак започна малку подоцна, веќе со Меѓународната организација на трудот и со првата конвенција која што 1920. Така нешто тука 19-20 која што веќе ги постави темелите на тоа 8-часовно работно време, и потоа низ призмата на состојбите кои што се случува во светот во тоа време, инициирани од Октомвриската револуција и Советскиот сојуз тогашен, да се дојде до една, би рекол, парола 8-8-8, нели 8 часа работи, 8 часа одмара и спи, 8 часа има и време за себе. Така што во светот генерално се прифати, дури од капиталистичките земји. Меѓутоа, либералниот капитализам одамна не може да одговори на потребите кои што ги диктираат новите потреби производствени, економски, пазарите на трудот и така натаму, и затоа во голема мера се модифицираат приодите, но работата, би рекол, во одредена смисла сега се малку усложнува со воведувањето на интензивно, зборувам, воведување на дигиталната трансформација на економијата и вештачката интелигенција, која што во Европа, во Кина, Соединените американски држави, Индија и некои други земји, и тоа како ги трансформира работните односи. И сега ние имаме еден феномен овде во Европа да се дебатира и разговара дали да се намали или да не се намали работното време, работната седница, колку часа ќе биде, а прито паралелно покрај оваа дебата на европското тло која што се случува, еве вие отварате денес и во Македонија, да во светот имаме еден друг тип на, би рекол, мајндсет, на размислување, на пристап кон работата, кон трудот, кон продуктивноста. И тоа е прашањето како да се надмине предизвикот на губење на работни места кои што ќе го предизвика дигитализацијата и вештачка интелигенција, која што интензивно, еве можам да кажам и во оваа прилика, особено веќе од 2025-2026 ќе видите дека во светот ќе се има еден сосема поинаков моментум во однос на ова. Затоа велам, вие спомнувате и посилен збор апсурд велите, меѓутоа нели е контрадикторно во Европа да се зборува за кратење на работна седмица во ситуација кога се повеќе недостига квалификувана работна сила, и тоа на сите пазари, генерално и глобално зборувам. Па може така. Па еве, например, од 1 јули, откако грците ја воведоа 6-часовната работна недела, пред се поради недостиг на работници во туристичкиот сектор, нели таму е сезона сега, Германија се јави со реакција Маркус Зедер, премиер на покрајината Баварија, и тој вели германците треба повторно да работат повеќе, бидејќи германската економија бележи лоши резултати. Па вели, во Грција, например, сега има 6-дневна работна недела, додека ние зборуваме за 4-дневна недела, нема да ги стигнеме на тој начин, мораме повторно да работиме повеќе, но повеќе работа треба да се исплати. Да.
да биде исплатлива. Мислам, ги разбирам аргументите, меѓутоа знаете што еве денеска од денес започнува да важи еден нов закон во Германија кој што се однесува на државјанството. Имаме големо олеснување од страна на германската влада во однос на тоа како се добива државјанство. Тоа не е случајно. Тоа е политичка одлука која што треба да има трудов и економски импакт. Односно, они се обидуваат да ја зголемат продуктивноста преку странската работна сила и при тоа сметаат на моќта на германското општество кое што е инклузивно во смисла да ги прифати, да ги обликува и да ги направи по мера на германската економија и на германското општество оние странски работници кои што доаѓаат на пазарот на трудот. Кога зборувам по мера, тоа мислам и во однос на продуктивноста, работливоста, но и во однос на културолошките разбирање и сваќање на тоа што се германски и европски вредности како систем на верување и како систем на лајфстайл, би рекол, па и до некаде. Меѓутоа, тоа што замеруваат одредени кругови во Германија, но не само во Германија, туку и во Европа, е што работниците кои што доаѓаат особено од азијските и од афричките земји, не така брзо ги прифаќаат вредностите, системот на вредности, кој што при тоа не е само вредности во однос на систем на верување, туку е систем на живење, кој што се базира на економската подлога, на материјалистичкиот аспект. И тука они имаат еден, би рекол сега, нов предизвик, дали вистински се толку силни и мокни да овие луѓе кои што се дел од пазарот на трудот и дел од работната сила во Германија ќе можат на вистински начин да ги обликуваат согласно германските потреби и како германски државјани сега утре и граѓани на Германија со полно право, политичко право на одлучување. Грците имаат сосема поинаков пристап. Во Грција многу тешко се добива грчко државјанство. Значи, тоа треба да исполните голем број на услови за да воопшто добиете. За увоз на работна сила и Германија и Грција исто така е отворена. Меѓутоа, очигледно е дека недостатокот на работната сила во Грција и на продуктивноста, што е важен момент, но пред се инспириран од недостаток на работна сила, ги иницираше промените во законот за труд на Грција, кои што треба да стапат, како што не споменавте, од 1 јули на сила. Добро, ајде на почеток да расчистиме барем според теоријата на трудовото право, базирано на римското право, преисторијата, нели, византиската мисла. Сега е лесно да се направат истражувања. Што вели теоријата по трудово право? Дали кратењето на работното време може да ја зголеми продуктивноста? Бидејќи тука се води клучната дебата, сега и клучните експерименти не само во Германија, туку во многу повеќе земји. Дали ако наместо се работи 5 дена, 4 дена во неделата, може да остане нивото на продуктивност исто или да се зголеми дури, бидејќи нели се поприсутен во новото време оној бърнаут синдром или синдром на прегореност, синдром на заситеност, синдром на работен хаос, на отсуство на дисциплина. Видете, први намалување на работно време го введоа французите тоа во јавната администрација и тоа неколку години порано. Нели беа финците пионери во таа дејност кога она поранешната премиерка уште пред пандемијата? Да, ова зборувам уште исто така пред пандемијата во Франција, но Франција фати еден малце поголем обем на вработени, значи опфати јавната администрација и тука заклучоците или резултантите од тоа што излезе како нели заклучок од периодот кој што си го дадоа како тест да видат што ќе се случува, беа различни, би рекол дури контрадикторни во одредена смисла. Така што не може, да не ме разберете погрешно, теоретски ние сега можеме да дебатираме до утре. Меѓутоа, сметам или не би си дозволил да кажам да заземам став да или не. Порано бев голем приврзаник на ставот да. Морам да кажам, да признам, и моите трудови размисли и настапи одеа во таа смисла. Меѓутоа, што ме натера малку поинаку и да размислувам сега во однос на ова прашање? Затоа што продуктивноста на микроплан во една компанија може да зависи од намалување на работно време. Сега зборувам само за една компанија, само зборувам за едно министерство, за една па и за дејност, меѓутоа поспецифично е дејноста. Во некои дејности навистина е невозможно да се направи прекин. Да, во некои дејности точно, особено и во приватниот и во јавниот сектор. Меѓутоа генерално кога се зборува за намалување на работното време или на работната седница, работното време ви е многу мокен инструмент да вие можете во одредена смисла да бенефицирате вработени. Во која смисла? Му намалувате работно време и он работникот е позадоволен. Но,
Последните истражувања покажуваат дека тоа задоволство трае со одреден лимит, односно не е тоа бескрајно време, туку работникот е задоволен месец, 2, 3 година, ме разбирате? И потоа моментумот на задоволство се исполнува. И тоа веќе не е истото задоволство, не е истиот впечаток, не е истата полетност како што го имало на почетокот. И истражувањата покажуваат, ако намалувањето на работното време во прв моментум значи зголемување на продуктивноста на трудот, така како поминува времето, продуктивноста повторно опаѓа. И сега се прашуваме што е причината, зошто повторно опаѓа продуктивноста, ме разбирате? И се доаѓа до голем број на заклучоци дека мора да се комбинираат различни алатки, различни аспекти на влијание, на менаџирање на целиот процес на работа, за да може да говориме за континуирано задоволство на вработениот. Впрочем, најновите тенденции во светот, особено во Соединетите Американски држави, одат во линија да се размислува за тоа дека човекот е најголемиот ресурс, односно потенцијал. Јас велам во рамките на компанијата, во рамките на производството, во рамките на јавниот сектор и така натаму, значи човекот како потенцијал и оние кои што се успешни, кои што се не милионери, туку милиардери, а имаат компании, имаат свој мултинационален бизнис, и тоа како сведочат за концептот на вложување во вработените, работа со луѓето и човекот како најголем ресурс, потенцијал во самата компанија, односно во рамките на работата и производството. Од тука јас сакам да ја поврземе работата, бидејќи знаете што, Петар, ако кажеме мора да го намалиме работното време и автоматски ќе се покачи продуктивноста. Можно е да, во одредени сектори да, јас тврдам и сега да, ќе се случи тоа. Како да се одреди тогаш балансот? Балансот ќе мора да се направи низ процесот на HR, така нели модерно кажано сега, значи низ процесот на работа со луѓето, со човечките потенцијали, континуирана работа со нив. Затоа што кај некој човек продуктивноста не се покачува ако му го намалите работното време, туку ако му го зголемите и му го платите. Еве овие германци кои биле опфатени со истражувањето, а тие се работници од 45 компании, тоа големи компании од различни дејности и сектори, например една туристичка компанија голема, беше во фокусот на истражувањето. На прашањето сега дали повторно би се вратиле на 5-дневна работна недела и за колку пари би го направиле тоа, 90% од прашаните рекле за ниту едно зголемување, за ниту една сума покачување на моменталната плата не би се вратиле повторно на 5-часовна работна седмица, дека не име пресуден мотив платата што ја заработуваат, туку квалитетот на живот. Да. И тоа е, и тука се надоврзувам со уште една контрадикторност во однос на тоа, како што рековте, човечкиот фактор. Работникот станува главно средство, главен асет. Во потенцијал во бизнисот. Во време кога никогаш повеќе не живееле луѓе на планетава како сега. Надминавме 8 милиарди, значи колку сме побројни, толку повеќе луѓе не достигаат. Сега кога ова ви го кажав и го има во предвид европските концепти и американските концепти, односно на Соединените американски држави. Тука не е истиот сега бизнис мајндсет, истата политика трудова, истата економска политика во одредени земји во други региони на светот. Така да Европа, па ако ја земете пристапот и кон дигиталната трансформација, и кон зелената агенда, кон декарбонизацијата на производството на економијата и на енергија и така натаму, Европа промовира во планетарни рамки поинакви вредности. Од секогаш било така, впрочем, историски гледано наназад во однос на одредени нешта. Меѓутоа, овој мајндсет дали проаѓа во одредени држави како што е, например, Кина и Индија, тука ќе има предизвик. Токму заради огромниот степен, особено во Кина, Кина е исклучително напред во однос на вештачката интелигенција и дигитализацијата. Ние овде и немаме представа во Македонија, па би рекол и во регионов колку се отидени работите напред. И дури сметам дека тоа го знаат одредени одлучувачи во Европа и во други делови на светот. И дури сметам дека во одредена смисла и намерно се редуцира пробивот на вештачката интелигенција во процесот на трудот и во производството и во економијата, се со цел за да се балансира можниот потрес
кој што ќе се предизвика заради потребата од отпуштање на работници, ако целокупниот потенцијал на дигитални платформи и алатки за работа и вештачка интелигенција се внесе директно. Впрочем, тоа и не е возможно да се внесе веднаш да се имплементира во производните процеси, но и процентот на кој што сега се случува не е соодветен на можностите и потенцијалите кои што ни стојат на располагање како на човештво. Зборуваме ли како на посебни национални економии ни светот. Така и генерално зборувано сега, уште малку на ниво на филозофска расправа, кога станува збор за трудот како поим, работниците по природа е така, веројатно, себични сме или алчни, човекот е нели алчен по својата природа, работниците сакаат помалку да работат, а повеќе да заработат, а работодавачите од своја страна сакаат поголем дел од профитот да задржат за себе, а помал дел од профитот да го споделат со работниците. Веројатно е тоа природно, нели, како на пазар, кога некој продава, цената му е ниска, тој што купува секогаш му е висока. Како да се одреди тој баланс сега повторно? Затоа велам, дали трудот во теоријата најде одговор на ова? Дали работиме за пари? Некој да, некој не. Јас не. Можеме ли антрополошки да зборуваме за повеќе или помалку вредни нации, например? Можеме. Спомнавме кинезите или јапонците важеа за... можеме да зборуваме. За тоа можеме да зборуваме, меѓутоа моментумот на тоа дали работиме за пари или не, секако дека тој што работи ја заслужува својата награда, ја заслужува својата плата. Тоа има длабоко, би рекол, духовна позадина како теза, како став. Меѓутоа, секогаш мојот пристап во однос и секогаш кога и сум поканет и да дискутирам и да разговараме на трибини, конференции или одредени говори кога се подготвувам од овој тип, секогаш укажувам на моментумот да човекот мора да се пронајде во трудот. Мора да ја најдете причината за вашето професионално постоење. Потоа да ја видите која е мисијата, односно целите, како причината да ја постигнете и на крајот тоа би било и приоритетно да имате визија како тоа да го направите. Зборам сега индивидуално. Ако зборуваме колективно, тогаш лидерот на тимот, менаџерот, како и да е сега со тој бизнис, мора да го има таа визија како да го организира тимот и како да се движат работите. Многу слично ви во општеството и тука ви одговорот на многу прашања или подпрашања кои што хипотетички би можеле да ги поставуваме се однесуваат на неуспешноста на македонската економија, на македонскиот пазар на труд и така натаму. Но генерално, антропологски, би рекол културолошки, има средини каде што луѓето се попродуктивни, самата средина, самото обкружување го вади на површина најдобриот професионален аспект кај човекот, кај индивидуата и кај колективитетот. Има средини кои што се ги спуштаат вредностите и потенцијалите на луѓето. Инаку, како би го објасниле феноменот да македонскиот државјанин кога работи во Македонија работи на еден начин, потоа отиде во Швајцарија и таму работи на сосема поинаков начин. Не се секогаш парите пресудни. Да, парите играат улога во целата приказна, меѓутоа тоа што јас го направив како едно мое истражување во однос на одредени наши државјани кои што работат и во Германија и во Швајцарија е дека самата средина, самата стабилност, самиот амбиент, самата култура на професионално однесување и делување и тоа како позитивно делува на нив и впрочем они дури е несватливо, непоимливо како може они сега да на овој или иној начин екстремно не извршуваат работа, да забушуваат на работа, наспроти другите кои што сите си ја тераат работата и всушност доаѓа до еден момент да групата која што е продуктивна асимилира оној кој што не е продуктивна. Ако не се адаптира, се трга, се елиминира, односно се добива отказ. Тука во друга дела, дека чувството за припадност веројатно го тера, го мотивира, односно околината го мотивира да работи повеќе. Самата атмосфера, материјалниот дел е секако тука присутен. Тоа нема дилема. Има истражувања кои покажуваат дека кај поголемиот број работници кога ќе ги прашаат дали за што би го напуштиле работното место или би отишле на друга работа, не е главен мотив, не се главен мотив парите. Токму така. Туку амбиентот, условите за работа, да, токму тоа. Околината, разбирањето, колегиалните односи, почитувањето. Знаете, многу често го спомнуваат луѓето, истражувањата покажуваат почитувањето, значи да имате една средина каде што сте уважени. И затоа велам, продуктивноста не е секогаш поврзана со намалување на работно време или пак со зголемување на платата, на наградата. Има луѓе им ја зголемувате и знаете кај е проблемот со парите. Секој човек, свесно или несвесно, има одреден лимит
кој што личен лимит, индивидуален лимит. И јас и вие го имаме тоа, докаде што, да речеме, со таа плата би биле задоволни и сте исполниле вашиот сон, dream, што велат американците, во однос на вашата професионалност. Просечниот вработен го има тој сон и тој лимит, кога ќе се исполни тој лимит, сите истражувања, особено со американски држави, покажуваат дека продуктивноста најмалку оди во иста линија. Значи, тоа е тоа. Нашиот народ има доста поговорки за тоа, нели, јал, не јал, колку ќе земе, како ќе земе. Платата ќе си дојде. Да, таа плата ќе си дојде. Клати врата земе, имаме таки безброј поговорки. Да, и тука продуктивноста стои на одредено ниво. И истражувањата, особено на науката во овој дел, и не само трудот, него посебно економската наука, одат во насока што се случува и што да се направи сега. Ова не се некој, како да кажам... Како тие антрополошки или по теорија повредни нации од нас, кои немаат поговорки од минатото нише врата зема и плата, ја зголемуваат продуктивноста. Зошто ние не можеме да најдеме начин, да најдеме лајт мотив да ја зголемиме продуктивноста? Користат повеќе алатки. Едно е наградата, материјална, зголемување на плата, некои додатоци, бонуси и така натаму. Второ е работните услови, кои што исто така ги спомнавте. Трето е подшита, четврто е конкретизација, индивидуализација на секој вработен. Значи има посебни сектори кои што работат во големите компании од автоиндустријата, например во Германија, во фармацевскиот сектор на секаде. Они работат со луѓето, они гледаат ако Лазар има одредени потенцијали и карактер, начин на однесување, професионално размислување и слично, како сега, соодветно на Лазаровиот карактер, да се неговата продуктивност, неговата сила и елан да се зголеми, ме разбирате, во рамки на работата. Многу во последно време, кога зборам последно време, мислам на последните 10 години, се внимава токму и се прави овој пристап, би рекол во денес смисла, може би некој ќе каже хедонистички, но да, би рекол човечки пристап, да се работи со секој човек. Оние компании кои што тоа го довеле на многу повисоко ниво, се многу поуспешни. И таму работниците не ги напуштаат работните места, немаат проблем со недостаток на работници. Оние компании кои што не работат на овој начин, многу често имаат проблем со одлив. И втора работа, само уште ова поента, ако дозволите во контекст на работниците веќе истражуваат која компанија како се однесува кон своите вработени. И тоа морам да ви кажам дека не само во рамки на Европска унија и низ одредени земји во светот, туку и веќе и во Македонија почна да се случува. Веќе луѓе кои што биле на одредени позиции, на одредени места во компании, во бизнис сектор, па и во јавниот сектор, не прифаќаат туку така работни места кои што се дури да се добро платени, ако разберат дека компанијата не е соодветна, дека има мобинг, дека има несоодветни услови за работа, дека има нарушени меѓучовечки односи и така натаму, или некоја историја на неплаќање нешто или неостарување на права, веќе луѓето почнуваат да се оддалечуваат од тие компании. Не зборам за сите, оној што има екзистенцијален проблем, тој ќе ги проголта овие работи, може да ги истражи, може да ги дознае, но заради материјалната екзистенција може и да прифати да биде дел, но секогаш со идеја што поскоро да си најде подобра работа, ако не му одговари и него индивидуално тоа работно место. И тука компаниите го имаат проблемот, не само во Македонија, туку и во Европа и во светот, да ги разберат подлабоко начините на размислување на вработените, особено оние компании кои што сметаат дека работникот, а такви ги има многу во Македонија, е најбрзо променливиот ресурс кој што најлесно можете да го замените, што веќе праксата покажува дека не е така. Уште малку, па сакам да зборуваме конкретно за Македонија од повеќе аспекти. Генерално, и покрај сите слабости на либералната демократија и на современиот капитализам, факт е дека модерното време го размази на некој начин европскиот човекот во западната цивилизација. Нели зборувавме кога почна војната во Украина и онаа енергетска криза кога дојде, имаше предупредување од големи креатори на светските политики и светски лидери дека доаѓа повторно време на оскудица, дека завршува ерата на изобилие, барем во оваа цивилизација, и малку чудно во оваа ситуација некако мазно поминуваат многу лесно овие дебати и работодавачот, односно капиталистот, е активно вклучен во сите тие истражувања на кратење на работното време. Значи со негово учество не е како пред 150 години со протести, со гласно тропање на маса на синдикатите, туку некако во корелација синдикатите, заедно работниците и работодавачите тестираат начин како да се зголеми продуктивноста, дали тоа преку намалување на работната седмица. При тоа само да ве потсетам, вие подобро знаете од мене, повеќе од половина од светското богатство е сконцентрирано во рацете на стотина луѓе.
Па веќе се помалку од 100. Добро. Да, тоа беше пред ковид. Така. Да, согласно официјалните И сега статистики после на... секоја криза, богатите стануваат уште побогати, сиромашните уште посиромашни, а ние во меѓувреме бараме начини како да ја зголемиме продуктивноста. Повторно абсурд. Нели? Па многу се абсурди. Ако веќе ја спомнувате либералната економија, тогаш нејзината основна парола е да се зголемува потрошувачката. Ако се зголемува потрошувачката во планета со ограничени ресурси, кон што води тоа? Кон колапс еден убав сончев или не знам каков ден. Така што тука има доста абсурди, меѓутоа абсурдно и ова можеби за некого што го зборуваме сега, што го зборувавме претходно и за Германија, нели, имаат недостаток од работна сила, увезуваат, па бараат да зголемување продуктивност. Знаете што? Генерално кога зборуваме за овие процеси, феномени, пред се европскиот човек не би рекол дека се размази, туку би рекол дека влезе во една посебна состојба, би рекол, дури на духот, дури на умот. Тоа се манифестира во сите аспекти, секако во делот на трудот и во делот на економијата, каде што се сака на еден, и се смета дека тоа е најдобар начин, преку диалог, така наречен во наша област социјален диалог, да се разрешуваат сите конфликти и проблеми. Што значи на маса, како што добро кажат, преку колективно преговарање, преку разговори, преку диалог и така натаму, склучување на колективни договори. Меѓутоа, дали тоа значи, ја го поставам отворено тоа прашање, се го поставив и себе и како научно прашање, дали тоа значи дека шилото на синдикализмот и синдикатите на работништвото во Европа го изгуби својата острина? Дали тоа значи дека револуционерниот дух кој што произлезе од француската револуција со нејзините максими и пароли веќе го нема тоа значење дури ни во самата Франција? До кој одговор доаѓате? ОТП? Острината? Синдикал? Ако ништо друго, статистиката тоа го покажува. Сега јас не сакам да давам некои квалификации за да не биде некој навреден, меѓутоа генерално статистички ако гледате како на кој начин се реагирале работниците во минатото и сега, имате многу бројки кои што дадат во прилог дека работниците сега не се веќе ни во моќ, нити во позиција да ги наметнуваат своите ставови. Вие гледате дека за една пензиска реформа, например во Франција, јас имав прилика вчера да разговарам со еден синдикален лидер од Франција во една соседна земја овде, во регионов, кој што е директно вклучен во голем број на процеси, токму ги за ова разговарав и го прашав, така да прашањето, например, на однесувањето на политичарите, како што бе Макрон, во однос на барањето на граѓаните и на синдикатите за пензиската реформа, например, во Франција, гледате еден став на барем еден долг период на една ношалантност и игнорирање, кои што покажува дека начинот на перцепирање на другата страна е дека вие сте слаби и ќе притиснам колку можам за да ве држам во одредена позиција, односно да не ги прифатам вашите барања. Вашите, мислам на синдикатот кој што ги постави. Многу е слично како размислување и генерално ја би потенцирал дека синдикализмот на планетарно ниво оди во надолна линија. И многу често се јавува таквата состојба заради корумпираноста на синдикалното лидерство, заради губењето на сенсот и на идеологијата, на идејата во која насока треба да се движат и кои интереси да ги застапуваат, конформизмот кој што значи дека ако седнам например на маса сега со претседател на Европска комисија и како синдикалец и разговарам или со премиерот или не знам со се добива чувство на значајност и се губи тоа се човечки работи. Знаете, трудот е поврзан со човекот, нормално е тоа. Мислам, ние сме сите луѓе на крај во трудот. И нашите однесувања и тоа како имаат импликации. Премногу време потрошивме на филозофски и широки расправи за Македонија. Земја со ниска продуктивност, земја во која државата е најпосакуван работодавач со години наназад, 3 децении. Земја во која има се уште се сеќаваме на оние прочуени изјави во кои можеби во тоа време и на место дека работените во јавната администрација се заштитени како бели мечки. Се повикувам на некои изјави на политичари, па до оценката на синдикалците дека работниците во Македонија немаат никакви права и живеат на ниво на работниците од минатиот век.
во таква ситуација, па се до минатата година во ова време беше актуелно договорот со Бехтел и Енка и новиот промените во Законот за работни односи, каде што беше дозволено, односно се овозможи да бидат ангажирани по 60 часа неделно работниците. Генерално состојбата во Македонија веројатно не дозволува, односно не сме во фаза дојдени кога би можели и Македонија да зборува за промена на времето на работни сати. Знаете како, јас дозволете во овој дел да имам барем во однос на една ваша констатација малку поинако во размислување, а тоа е дека веќе администрацијата не е атрактивна како што беше пред 5, 6, 7, 10 години. А статистиката го покажува тоа, истражувањата го покажуваат. Впрочем и Јас пак имам впечаток дека постојано се зборува, само се отвараат работни места во администрацијата за да се вдомат заслужните партиски кадри. И тој тренд не запрел воопшто. Точно, меѓутоа ако видите кој се заминува пак од администрацијата, ќе видите дека се заминуваат најквалитетните луѓе, продуктивните луѓе се заминуваат оние кои што одат или во бизнис сектор, заминуваат во странство, или во странство, значи најчесто во странство. Точно, значи или во бизнис сектор во Македонија или во странство заминуваат од Македонија. Помалку се такви примери. И сега видете, вие добро на почетокот и разговорот го кажате, ние сме луѓе, сега си имаме некои свој пристапи. Сега оние кои што имаат таков начин на размислување, да не работам, да не многу да бидам малку така по-релаксиран, и ако посебно нели ако имам одредена заштита од одредени раководители во одредена јавна институција и слично, за таквиот тип на работници, на вработени, би било администрацијата идеално место. Меѓутоа имаме такви јавни предпријатија со по илјадници вработени кои ништо не работат, не одат воопшто на работа. И кој ќе видите делот сега јас и лично, како да ви кажам, сега имам доста контакти и со синдикати, и со работодавачи во јавниот сектор и во однос на политичари. Гледам дека дел пак од тие кои што многу комфортно се однесуваат на работните места во јавната администрација, па си имаат и некои други своји дополнителни активности, професионални, дали се бизниси, да фамилиарни или и си прават еден интересен круг, од овде имаат одредена гаранција, нели, на редовност на плата и слично, од друга страна имаат и одредени други, им дава еден убав комфорт. Што треба државата да направи со таквите примери? Треба ли еве сега новата влада и дали би ја советувале новата влада да направи селекција и да види, да истражи кои луѓе во јавните предпријатија што се вработени или во државната администрација на централно и на локално ниво, а имаат дополнителен дејност, приватен бизнис или нешто, дека треба да останат без работа или да се направи некаква селекција. Па тука добро треба да се размисли, зашто треба да се избалансира помеѓу правото на секој, нели, она кој има бизнис може да биде некој да биде само основач, на пример. И сега треба да се види таа ситуација. Ме сеќате да кој е основа компанија, е некој друг што се вработен. Сега дали можеме дали во однос на нашата законска регулатива во истата област, на пример, не може да има своја компанија, да речеме, ако работи, не знам, за некоја државна институција која што е во делот на тоа, сега да прави компанија и да ги поврзува јавниот интерес и работното место кај што е во јавна институција со својата приватна компанија, тоа се секако е простор за делување на антикорупцијска комисија и така натаму. Меѓутоа, генерално, ако има компанија која што се занимава, не знам, со соларна енергија, еве, тоа е сам доста актуелно, а работи во сосема друг дел во јавниот сектор кој што нема, треба да се види дали тука треба да се стави една граница или да се остави на одреден слой. Затоа велам, светот на трудот, како да ви кажам, не можете во многу нешта не можете да донесете радикални решенија, а од друга страна па за многу нешта морате да донесете радикални решенија ако сакате да работите додат напред. Како да се зголеми продуктивноста? Оние кои што се продуктивни не се непознати во јавниот сектор во Македонија. Тие кои што се раководители, кои што се државни секретари, кои што се директори посветени работници, они ги знаат кои се тие. И многу често се случува да токму тие луѓе работат за еден вработен работи за 5 што не работат, ме разбирате. Затоа што тргнувајќи од себе си. И јас секогаш, на пример, верувам и вие, кога би сакале некој да ни ја заврши работата, ќе му ја дајме на некој што знае да ја заврши, што ќе ја заврши работата, отколку на некој што ќе направи грешки, што ќе треба јас по тоа да коригирам, па да се изгубат рокови, времиња и така натаму. Човечки е тоа. Меѓутоа мора да се стави ред. Значи не може еден човек да работи 9 позиции затоа што е добар.
И при тоа да го наградиш само со едно, не знам, парично некое наградување минимално или да го пратиш на една конференција до Белград или не знам до Загреб и толку и со тоа сметаш дека он е задоволен. Може ли да се направи урнек на државно ниво за мери системот да се спроведе? Апсолутно може да се направи. Во сите институции да биде исто, да не биде оставено тоа на посебен секој министер различно. Тоа може да се направи, прашањето е дали се сака да се направи. До сега очигледно сите збореа, но никој не сакаше реално тоа да го спроведе. И секогаш наградувани беа тие што се блиски до директорот или до министерот. Мора да се направи ништо. Не знам дека тоа ќе се случи преку ноќ или дека ситуацијата ќе дојде индивидуална, ќе биде идеална. Меѓутоа, ќе мора да се направи еден сериозно чекори, едно сериозно поместување напред во однос на прашањето да профункционира јавната администрација, да луѓето кои што работат бидат забележени, да бидат препознаени, да бидат наградени соодветно. Оние кои што не работат секако да бидат или мотивирани да работат или да бидат отстранети од јавната администрација. Нема потреба од неработници. Друга работа, да не забораваме дека ние имавме огромен број на луѓе кои што воопшто не доаѓаа на работа во јавна администрација, седеа дома, а земаа плата, што согласно Законот за работни односи, јавно го кажувам, не се смета дека е заснован работниот однос. Како теоретичар во проблематиката, треба ли промена на одредени закони за да се зголеми продуктивноста и за да се Македонија да може да фати приклучок на модерните економии? Да, тоа што недостасува во овој момент е еден, би рекол, суштински процес на промена на одредени закони во рамките на трудот, работните односи, но не само за работните односи, има и други закон за безбедност и здравје при работа и многу други субсидиарни закони кои што ја пратат целиот оваа композиција на правни норми, треба да се направи, но потенцирам, ниту една законска реформа нема да биде добра ако луѓето што ја применуваат или ќе треба да во пракса да ја применуваат немаат капацитет, немаат квалитет и немаат волја вистински да ја спроведат и да ја применат. Каква е вашата перцепција? Има сега волја? Па не само мојата, туку и на сите останати аналитичари, домашни и странски кои што анализираат прочеми на Европската комисија е дека во Македонија имаме релативно квалитетни законски решенија во голем број на сектори, меѓутоа немаме практична имплементација на истите. Што значи тоа? Имаме право, имаме правни норми, имаме правен систем, немаме прави луѓе, би рекол, кои што тоа ќе го вистински луѓе на македонски, кои што тоа би го спровеле во пракса. Тоа е нашиот предизвик, со луѓето мора да се работи во Македонија. Луѓето се заминуваат најчесто заради луѓе, не заради тоа што лек нема да јадат, туку заради многу други ситуации, впрочем и оној амбиент и така натаму кој што постои во државата. Тоа мора да го менуваме. Мора да дојдат вистински луѓе и на вистина кога го кажам вистински луѓе, сметам на луѓе кои што се квалитетни, кои што си ја знаат работата, кои што ќе се трудат да направат добро во јавниот сектор, во бизнисот и генерално во Македонија. Инаку, колку и да сме статистички, како граѓани на оваа земја, не сме повеќе од еден голем булевар во Истанбул, од Менхетан, од Месагете. Многу добро, многу брзо, релативно лесно можеме да се организираме, да бидеме продуктивни, да работиме и сите да бидеме задоволни, сите достоинствено да заработуваме и да достоинствено живееме, што е впрочем идеалот на генерално сега е поврзан по теорија пракса на трудот и на трудовото право. Професор Јовски, благодарам многу за гостувањето во утринската натала. Благодарам и на вас за овие исклучителни прашања и за можноста да дискутираме малку пошироко освен за конкретно правото. Благодарам.